Добро вечер, четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почетни гледачи, а вие сте на истинското место, зашто бидејќи ви јас имаме право да знаеме истината. Ово интервју го бара многу од вас. Интервју со Мирољуб Петровиќ, последното интервју преку Skype го снимавме во времето на короната, во времето на карантините. Повеќе од 120.000 прегледи има тоа интервју со Мирољуб Петровиќ. Вечера има одлично интервју. Интервјуто трае некаде околу 2 часа, ќе поделиме на 2 дела. Вечера првиот дел во траење некаде од 60 на минути. Сигурно нема да зажалите, погледнете го интервјуто. Тоа нема да ви бидат залудно потрошени 60 минути интервју со Мирољуб Петровиќ, кој сигурно ќе уживате. Добро вечер, Мирољуб Петровиќ под Мач Бато. Добро вечер, Васко Ефтов, најbolji новинар на Балкану. Имаше едно видео пред 2 години, толку ме фалевте, што ни мајка ми, ни сопругата ме нема толку фалено. И веле дека е наместено тоа видео, бидејќи сте ме фалеле, бидејќи јас сум барал од вас или сум нарачал да ме фалите, меѓутоа таму имавте ни такви оценки за Васко Ефтов, за продукција Ефтов и така натаму, кои бе одлични. Јас можам само да ви благодарам за тоа што кажавте. И ста кажу колку си ми платил за тоа што сум те фалил? Викате геец сум бил, гееците многу малце плаќаат, тие стегнати, значи стиснати луѓе биле, дека не сум платил нешто многу, меѓутоа видеото беше одлично, јас го презентирав и навистина благодарам за тоа што кажавте. Па ја поддржавам сваког кој ради посao добро, оно што се зна за тебе тоа е да си самостална продукција, не финансирате држава и затоа што ниси на јаслама државе, ти си слободан да причаш истину. Државни новинари или новинари запослени у разним медијским куќама, они морају да причају оно што им се наручи. Или тие што се финансирани со грантови, без разлика дали американски, руски, британски или Значи, или ради за државу, или ради за некој газду. Да. Ти си сам свој газда. Така е. И знаеш како е Џон Свинтон, шеф деска New York Timesa, još davne 1953. godine nazvao ove novinare koji su plaćeni. Nazvao ih je intelektualnim prostitutkama. Горе-доле одговара на вистината или на суштината на тоа што се случува. Tako da ja zato podržavam tvoj rad, jer ti si sam finansiraš sve, i opremu, i ovo, i snalaziš se, i boriš se, zato je tvoja produkcija najbolja, mislim, ako ćemo realno. I nema puno na Balkanu privatnih novinara koji imaju privatnu produkciju i rade ovako kao ti, i putuju i ovo. Tako da ja podržavam svakog ko radi ozbiljan posao, a ti radiš vrlo ozbiljno i drago mi, zato hoću da te pohvalim, ne zato što si mi dao neke pare, kod mene pare ne igraju nikakvu ulogu. Ние снимаме кај вас дома, село Петровац со Мирољуб Петровиќ. Знаете, символика има. Село Петровац со Мирољуб Петровиќ. Од овде ли ви е потеклото? Бидејќи ви имате неколку варијанти кажано, нели, од Црна Гора, па од Скендербек и така натаму, а на крај, нели, крајот на вашиот живот или втората половина на вашиот живот го поминате тука во селото Петровац, тоа е во близината или во околината на Лесковац. Тако, близу Македонија. Да, близко до Македонија. И вие сте еден од ретките Срби кои се појавуваат по српските медиуми, кои имаат не само позитивен, сите имаат позитивен однос кон Македонија, туку имате еден чист однос во однос на македонската историја, македонскиот јазик, македонската нација. Значи многу почист во однос на сите останати, да речеме, овие звезди на српската медиумска сцена што се. Što se tiče ovog prvog pitanja vezano za Petrovac, ovde je bila brdo visoko 350 metara, ovde je bila šuma nekada, ovde su bili vukovi i kad su došli 1906. ovde iz Crne Gore, moji preci, moj čukunđed, moj prađed i moj đed, ovde je bila šuma, oni su to raskrčili i tu su došle više familija Petrovića i onda su nazvali selo Petrovac po Petrovićima. Postoji neka varijanta da su po Petru Karađorđeviću dali selo, ali mislim da je ova prva po Petrovcu, po Petrovićima. A što se tiče ovog vezano za Makedoniju, vidi, mene interesuje samo istina. Može istina da bude najbolnija, ali kako je govorio čuveni bivši ateista, dr. Anthony Flew, koga su zvali šampion ateizma i ikona ateizma, on je pod pritiskom dokaza postao religiozan čovjek, prihvatio da postoji Bog. I on je svoje studente učio ovako. Kaže, ja prihvatam da postoji Bog, iako sam bio šampion ateizma, ali ja sam moje studente učio da treba da slede činjenice gde god ih one odvele. Ja sad pišem knjigu Kratka istorija Srba i istražujući istoriju, došao sam da neobarvih činjenica šta je Makedonija, ko je bio Aleksandar Makedonski. Sad ga neki drugi svojataju ga Grci. Pa Grci su tog Aleksandra Makedonskog i njegovog oca Filipa II nazivali varvarima. Zašto? Jer nisu razumeli njegov jezik.
I Grci su sve one koji ne pričaju grčkim jezikom zvali varvari ili barbari. Oni kažu, oni pričaju nešto barbar. Taj Aleksandar Makedonski i njegov otac pričaju nešto barbar, ništa ga ne razumemo. Zašto? Zato što Aleksandar Makedonski i Filip II i ostali, oni nisu bili Grci, oni su pričali drugim jezikom. Kojim jezikom? Pa pričali su slovenskim jezikom. A sada oni svojataju Aleksandra Makedonskog i Filipa II i maltretiraju kako će se zvati makedonski jezik i kako će se zvati makedonska država i tako dalje. Ali to je zakon sile u današnjem nemoralnom svetu. I kad ti čitaš oca istorije, Herodota, on sam kaže da su Grci jedno idolopokloničko pleme koje je došlo na teritoriju Balkana i širenjem okultizma su pridobili mnogi narodi i asimilovali, pre svega Slovene. 90% današnjih Grka su ti, više od 90% su ti Sloveni. Ili, što oni ne vole da kažu, Makedonci. Jer taj deo se zove Makedonija ili Epir. To su istorijske činjenice. Sigurno ima puno dobrih Grka, ja ne želim s ovim da vređam Grke ili nešto, ima puno dobrih Grka, kao što ima puno dobrih Makedonaca, ima i loših Grka i loših Makedonaca i loših... Ali ovo je istina. Petrović, na primjer, ako idete na Peloponez, tamo možete da najdete mnogo starih sela i mnogo starih familiji koji govorat na makedonski jezik. Pa po cijeloj Grčkoj. Не во Егейска Македонија или во Северна Грција, како што ја нарекол, туку во Пелопонез, во најјужните точки на Пелопонез, на 50 км од Атина, вие наоѓате луѓе кои говорат на македонски. Ајде ќе речеме дека некои се асимилирани, дека некои се преселени. Меѓутоа очигледно дека има староседелци, јас сум ги прашал колку време живеете тука. Па кажат 4 или 5 генерации, што значи дека тој македонски јазик бил присутен на Пелопонез многу порано од граѓанската војна во Грција кој почнуваат или од 923 година преселбата од Мала Азија и така натаму и така натаму. To je jezik koji potiče od 8. veka pre nove ere. Nije to samo Grčka. A šta ćemo s Turskom? Šta je Istanbul? To nije Istanbul, to je Carigrad. Carski grad. Carski grad. A Grci su mu promenili ime Konstantinopolis. Razumeš da on zvuči kao grčki. Kakve veze ima Carigrad sa Konstantinopolijom? Konstantin, Polis je na grčkom gradu. Da. Znači, to nije nikad bio Konstantin... To je u zadnjih nekoliko vekova se tako naziva. To je bio Carigrad, Carev grad ili Roma Seconda, drugi Rim. Znači, drugi Rim, a Sloveni su ga zvali Carev grad ili Carigrad. Dobro, ona teza ili ona floskula, prviот Рим пропадна, вториот Рим пропадна, нели тоа е Цариград, и дека ќе биде формиран трет Рим. И тука е битката кој да биде третиот Рим, Москва и русите сака да биде третиот Рим. Влегуваат во прва, во втора светска војна да го освојат Цариград. 1917-1918 година беа на чекор да го освојат Цариград, нели, и Русија да излезе на топлите мориња. Дали се овие конфликти кои ни се случуваат сега? Не само на Балканот, не само во Европа, туку на војна што е во Украина, може би влечат корени на некоја религиозна основа. Русите во 9 или 10 век која е формирана таа Киевска Русија, која сметат за прататковина своја со Киево-Печарската лавра, со Киевска Русија и така натаму, бидејќи ако не е Киевска Русија, русите ќе останат да висат како се формирани, дали се швегени, германи, монголи и така натаму и така натаму. И кога ви разговарате сега со украинците, тие велат, ние сме или старите украинци велат, тие сме најчисти дел на руската историја, на руското население, а русите кои се смета дека се сега главни во светот, всушност е некоја измелезена нација, кај што не се знае влез, излез, ДНК и така натаму и така натаму. Како вие тоа би го толкувале? Pa vidi, oni se takmiče u tome, ljudi kada se odvoje od Boga, oni se takmiče šta će da bude prvi Rim, drugi Rim, treći Rim. I u vreme Ivana IV. Vasiljevića, koga su sa zapada nazvali Ivan Grozni, iako je on bio najomiljeniji ruski car, u to vreme je ponikla ideja da Rusija bude treći Rim. A zašto treći Rim? Zašto ne bude Novi Jerusalim? Oni su rekli treći Rim, Novi Izrael, što je pozitivno bilo kod Rusa, Novi Izrael. Ali zašto se bavimo Rimom? Zašto se ne bavimo Jerusalimom? Pa Jerusalim je naša kolevka. Ljudi ne znaju da do 8. veka, pre nove ere, u Evropi su živeli domorodačka plemena, živeli su neki pagani, ovo je bilo... Ne postoji istorija dok Jevreji nisu u 8. veku pre nove ere došli na Balkan. I oni su prvo došli tu gde je Makedonija, gde je Boka Kotorska, gde je današnja Albanija, oni su prvo tu došli. Oni su prvo tu došli. I kad ti čitaš šta piše Herodot, evo da citiram zvaničnu nauku, Herodot kaže da je otac evropske civilizacije, on kaže da je bio neki Kadmo,
koji je došao u nove prostore i da je on bio Feničanin i da je ovde dono pismenost. A taj Kadmo, Grci su mu dodali ono mo, on je Kad i njegov sin je bio Arilije. A mi u našoj istoriji znamo da postoji Gad, čiji je sin Ilirije. K i G su grleni glasovi koji se lako pretvaraju K u G. I oni su tog Izraelca, tog Jevrina koji je tu došao, ili Jevreji su narod knjige, oni su došli na ove prostore. I ti kad dođeš, svako ko je bio u Izraelu i ko je vidio Galilejsko jezero, i kad vidi Ohridsko jezero, ti da pustiš jednog Izraelca i da ga spustiš iz helikoptera vezanih očiju na Ohridsko jezero i da mu otvoriš oči. I ga pitaš, gde si? On bi rekao, ovo je Kineret, Galilejsko jezero. Nije slučajno što su oni kad su došli u 8. veku na ove prostore, ti proterani Izraelci na ove prostore, što su oni naseljavali lokalitete koji su ovde slični. I to kako se zove Makedonija. Makedonija, to ti je od jevreskog Magdan, to ti je mesto kod Galilejskog jezera, Magdan. To ti je poreklo imena Makedonija. To ti je biblijski termin Makedonija. Pa dori Ohrid го нарекуваат Балкански Јерусалим. 360-365 цркви, нели? И кога се говори за Охрид, нели, они конфликт, Охридска архиепископија и така натаму, нели, да не навлагаме во таа проблематика, меѓутоа секоја за Охрид како епитет е Балкански Јерусалим. Значи, таа е таа врска помеѓу Израел, помеѓу Јерусалим и Македонија тука на Балканот. Tako. Jer tu je bio centar pismenosti. Tu je bio centar pismenosti. Iako, kada su oni došli u 8. veku, prve ilirske države su imali sedište Budva, onda tamo oko Tivta, Hercegovina, ali sve je to bilo naseljeno tu sa tim Ilirima, koji su potomci Ilirija, koji je bio sin jednog od 12 sinova Izraelijevog, takozvanog Gada, tako mu je bilo, što na hebrejskom znači sreća, ali ceo taj region je bio naseljen pismenim ljudima koji su doneli pismenost odavde. I cijela Evropa se opismenila sa naših prostora. Znači Makedonija, Epir, današnja Albanija, Boka Kotorska, Budva, Južna Hercegovina. Odavde je krenula pismenost. I zato su ti ovde, sad će neko da kaže, evo, hvale se, ovde su ti najbolji ljudi, ovde na jugu, ne znam kako da nazovem, bivše Jugoslavije, jug Balkana, tu su ti najbolji ljudi, najkvalitetni ljudi. Znaš kako kažu u Beogradu? Kažu, što južnije, to tužnije. Kao što ideš južnije, to sve gore i gore. Pazi, ja živim ovde na jugu Srbije 7 godina. Ovde su ti najkvalitetniji ljudi na Balkanu. A u Makedoniji tek kad dođeš. Makedonija je još bolje. Razumeš? Mislim, i hrana, i ljudi su onako pitomi, i priroda je drugačija. Mislim, što ideš južnije, to je sve, sad u Grčkoj ja sam prolazio, ali Grčka je već dosta kontaminirana, nije više Grčka kao što je nekad bila. Tako da, ovaj deo, jug Srbije, Makedonija, Albanija, Crna Gora, to su ti najkvalitetniji ljudi u svakom pologu. I duhovno, i intelektualno, i najveći junaci su ovih prostora. Pa gde je bio glavni grad Dušanovog carstva? Pa u Skoplju. I kad je Dušan krenuo da oslobodi Carigrad, šta mu se desilo? Otrao ga grčki sveštenik. To je ta priča koja se nama dešava. Mi smo stalno trovani od istog izvora. I sad Makedonce troju Grci sa nekom pričom, oni njima ucenjuju ih oko jezika. Vi imate една контрадикторна теорија околу Скендербег, бидејќи Скендербег го својатеа сите, од албанци, од македонци, од срби и така натаму, црногорци, а вие сметате дека Скендербег е првата герила која постои тука. Вие всушност ги делите на луѓето кои прифаќаат да живеат под наметнати норми и стандарди и луѓето кои се герила и кои се бунтуваат против одредени наметнати норми, стандарди, правила на однесување, кои биле пропишени пред 10 века, кои се сега уште повеќе пропишени. Вие тоа што кажувате како некој бунт против начинот да живеете така како што другите сакаат да живеете. Vidi, gerila je čovek koji ne želi da bude rob, koji želi da bude slobodan. U vreme kad je Turska carevina bila najjača, kad je ceo ovaj region bio okupiran od strane Turaka, jedina slobodna teritorija ti je bila Skenderbegova država. I bila je Crna Gora po planinama gde su živjeli, razumeš, Srbi po planinama, pa Turci nisu hteli da idu po one kršave, ili 90% Crne Gore ti je planina. Ali gde su gradovi bili slobodni, to si imao samo u Skenderbegovoj državi. 25 godina Turci nisu mogli da zauzmu. A Marin Barleti, koji je najpoznatiji biograf Skenderbega, koji je pisao njegovu biografiju par decenija nakon njegove smrti,
On kaže da je Skenderbeg bio pripadnik istog naroda kao i Aleksandar Makedonski. To on kaže. I Marin Barlet, to nije rekao Miroljub Petrović, ja sam objavio knjigu, biografiju Marin Barlet. Sad sam objavio skoro knjigu Petar Veliki, biografiju najvećeg vladara u istoriji ruskog cara Petra Velikog. On piše pismo Srbima u Crnoj Gori 1709. kad treba da se dignu, odnosno 1711. posle bitke na Poltavi, 1711. bitka na Prutu, on poziva pravoslavne narode na ovim prostorima. I kaže, budite hrabri kao što su bili vaši preci. Kao što je bio čuveni Aleksandar Makedonski, kao što je bio čuveni Đuračka Striot Skenderbeg, koji u 63 bitke pobedio Turke. On ih stavlja i Marin Barleti i Petar Veliki stavljaju i Skenderbega i Aleksandra Makedonskog da su pripadnici istog naroda. Ja ti pričam činjenice, ne sad, nije ovo moja istorija. Ali zašto je on bio? On se borio za slobodu. I to se isto ima za vreme Drugog svetskog rata. Jedina slobodna teritorija u Evropi ti je bila teritorija pod kontrolom generala Draže Mihajlovića. On je bio jedna gerila. Има сега една информација, нели? Бисинич, мислам дека ги истражува тие американски документи, архиви и така натаму, кој што говори да 1939-1940 година дека дел на претходницата на американските тајни служби во Цариград, Истанбул денешен, имале разговори со Дража Михайловиќ и Јосип Броз Тито. И дека одлучуваат на крај да застанат за Јосип Броз Тито, бидејќи им е неопходно потребно некој да отвори фронт на територијата на Европа, за да можат американците да се вклучат. Тоа се некои архиви кои веројатно ќе се отворат, дел ќе бидат точни, дел ќе бидат фризирани, како што и во историјата генерално. Бито очигледно дека во еден временски период Тито и Дражо Михайловиќ се на иста страна. Подоцна кога се пишува историјата, кога едниот победува, кога другиот е пуштен из вода, драматично стигматизиран, тогаш ќе напиша некоја сосема друга историја која денес ја учиме или која денес ни е сервирана. Меѓутоа, кога од некоја временска дистанца, со еден слободен ум ќе ги гледате тие работи, тогаш реалност е малце поразлично тоа што ја учиме изминатите 40, 50 или 100 години. Не само за Дража Михайловиќ, не само за Тито, туку воопшто историјата која учиме. Ja ne verujem u tu priču da su Draža i Tito bili na istoj strani u jednom periodu, to su dve suprotstavljene struje, nego su velike sile odlučivale o sudbini. Velika sile danas podržavaju Dražu Mihajlovića, sutra podržavaju Josipa Broza. Velike sile narod tretiraju kao stoku. Znači, osnovni postulat demokratije glasi, narod je stoka. To je osnovni postulat. I oni s nama manipulišu preko medija, preko ovoga. E sad, ako ti uključiš mozak i kažeš ja neću da budem stoka, neću da budem rob sistema, da oni sa mnom manipulišu, ja pravim paralelan sistem, kao Skenderbeg, kao Draža Mihajlović, i ja živim nezavisno od sistema. Živim u prirodi, kao što je živio Skenderbeg, zato što Skenderbeg bio nepobediv. Draža Mihajlović je izgubio zato što je verovao sistemu, verovao je Britancima, britanskim kriminalcima, pa su ga oni prodali komunistima. Skenderbeg nikome nije verovao. Nikome. I on je umro prirodnom smrću. Znači, Skenderbeg, gerila, to je obrazac kako mi danas možemo da opstanemo. Oni nas stiskaju sa svih strana da budemo robovi, da se prodamo. Вие одлучивте да живеете тука, во село Петровец. Тако е. Бевте во Белград Тако и е. се вратите да живеете тука. Тако е. Сте еден од... Тоа може би некој начин на мормонско живење, нели? Ние кои ги читаме мормоните, начинот како живеат, Крешимир Чосич, нели, живееше по тие некои стандарди и беше стигматизиран, не направи таква кариера во поранешна СФР Југославија колку што веројатно заслужуваше според талентот и според интелектот. Мислам дека студираше, тоа се вика Универзитет Прово или како се нарекуваше во Америка, кај што е универзитет финансиран од мормоните. Тој мормонски начин на живење, тоа е еден вид на алтернативен начин на живење, блискост до природата. И многумина кои не ве сакат, ги пуштат тие две шпекулации. Првата дека сте финансирани од Израел и затоа го браните Израел, Русалем и така натаму. И второто дека всушност го пропагирате мормонскиот начин на живење. Со длабоки традиционални вредности, блиски до Бога, не комуницирате со некоја поширека општествена заедница, изолирани, што се вели така натаму. Кој е де факто Мирољуб Петровиќ, вие се појавувате како една звезда, како еден метеор, комета и светнувате на балканската политичка сцена или јавна сцена? Ja sam bio u državi Juta gde žive većinski mormoni. Mislim, oni žive dosta zatvoreno i njihova teologija ne može da se uklopi sa onim što ja pričam.
Некои ги поставетот мормоните и амишите, например, Meni su bliži Amiši što se tiče tog koncepta života u prirodi, ali oni ne koriste tehnologiju. Ja koristim tehnologiju da pametnu priču proširim što dalje, što šire. Ja sam knjige objavljivao i na engleskom jeziku, i na nemačkom, i na mađarskom, i na rumunskom, i tako dalje. Tako da, mogu oni mene da svrstavaju u razne koncepte. Ja se držim biblijskog koncepta, koji je po mnogim pitanjima blizak Skenderbegu, s jedne strane, sa druge strane je blizak vladiki Nikolaju Velimiroviću, ali najbliži je Isusu Hristu. Što se tiče Izraela, pa znaš kakav odnos ima država Izrael prema meni? Ja sam sad bio u Izraelu pre mesec dana. Oni su me 4,5 sata držali na aerodromu, kao najgore kriminalca sa strane. Sve su puštali na razgovor, po pola sata, 15 minuta ljudi čekaju i puste ih. Ja sam 4,5 sata čekao. Pre 7 godina kad sam bio u Izraelu, čekao sam 5 sati su me zadržavali kao kriminalca, ispitivali ovo ono, i onda sam čekao da li će da odluče da me puste u Izrael. Добро, Петрович, криминалец ли сте? Секој што ме интересува вас, има коментари под видеото. Ако се навредливи, ќе ги избришам, бидејќи знаете, никој не е должен да чита навредливи коментари за гостину. Ма ја не дам 5 пара, могу да псую. И тоа, знаете, тоа се движи помеѓу две крајности. Едната крајност е дека вие сте гуру на еден начин на живење и многумина ве сметат како учител, како гуру, ви се јавуваат, барат совети и така натаму. И втората крајност која ве смета за шарлатан, нели? Како вие успевате да се движите помеѓу тие две крајности? Што сте гуру? Човек кој живее како Скендербег, кој смета дека треба да имаме некоја реинкарнација на животот во времето на Исус Христо, или некој шарлатан кој успева во овие интернет времења да залуди еден дел на публиката или на јавноста на Балканскиот полуостров? Vidi, ja ljude delim na dve grupe. Na lavove i na miševe. Lavova ima malo, miševa ima puno. Mene ne interesuju te priče. Ja nisam nikav guru, ja sam samo plagijator onoga što je pričao Isus Hristos i što piše u Bibliji. Mene interesuju činjenice i dokazi. Mene ne interesuju верske заеднице. Добре, сметате дека сте доволно мокен да можете да се повикувате на Исус Христос. Знаете, тоа е преголем товар, преголема задача и преголема улога што се дава некој, знаете, да го толкувате Исус Христос, што се вели. On je naš uzor. On je Bog, on je stvoritelj svemira. I on je došao na zemlju da nam svojim životom pokaže kako treba da živimo. I to piše lepo u Bibliji. On je nadahnuo Mojsija da piše Bibliju. I samo imamo instrukcije kako treba da živimo. To je kao kad kupiš kameru. Ti kupiš kameru i dobiješ manual, uputstvo kako da koristiš. Bog ti dao uputstvo kako da živiš, Sveto pismo, Biblija. Tu sve piše. I kako da se ženiš, i kako da se hraniš, i kako vaspitavaš decu, i zakoni u državi, sve. To nikog ne zanima, to niko neće čite. Kao što ih ne interesuje higijena, kao što ih ne interesuje istorija, kao što ih ništa ne interesuje. I zato ovi međunarodni satanisti u velikoj meri imaju pravo kad kažu narod je stoka. Ali to mene ne interesuje. Ja pravim priču, informaciju za ljude koji su pametni. Nemam nikakvu versku zajednicu pa da ih vrbujem, niti imam da tražim pare. Izvolite informacija, jer svi ljudi na planeti Zemlji su moje braće i sestre. Sad nas je Bog stvorio. Kaže Bog, izgibe moj narod jer je bez znanja. Bez znanja. Evo ti informacija, sve knjige koje sam objavio stoje besplatno na internetu, informiši se, da ne izgineš, ako hoćeš. Петрович, кога вие сте информирани или станувате информирани, која проучувам вашата биографија, 1992 година учествувате во војната на Балканскиот полуостров, дали сте регрутирани, дали са доброволец, има една или две варијанти. Меѓутоа некаде до 25-26 години вие сте, ајде да речеме, нерелигиозен лик. Дури после 25-та, 26-та, 27-та година вие се посветувате на проучување на Исус Христос, на Библијата и така натаму. Што кликнува во вашата глава да го смените начинот на размислување? Вие имате технички науки студирано, ако не се лажам. Тоа се луѓе кои не веруваат во Исус Христос, кои не веруваат во хороскопи, кои не веруваат во нешто што не е реално, што не е материјално. Што се случува за да вие почнете да верувате токму во тоа што е спротивно од науката или работите кои сте ги учеле по факултет или во текот на вашето школување? Што е првата иницијална каписла која ве натерува да почнете Библијата да учите Исус Христос? Што е суштината и што ние учиме во? Ja sam do 25. godine bio ateista. Ja sam moju babu
pitao, baba, pa gde ti je taj Bog, pokaži ga. I smejao sam se moje babi, koja je bila jedina religiozna u mojoj porodici, svi drugi su bili komunisti. Međutim, ja sam bio najbolji u školi, bio sam najbolji u sportu, igrao sam košarku, studirao sam najteži fakultet, elektrotehnički. Međutim, ja sam bio nezdovoljan, imao sam privatan biznis, bio sam nezdovoljan. Zašto? Ne, Pa nije moglo da zaispuni moje zahteve, jer ja sam odrastao uz gusle, uz duhovnost, i sad ja izađem negde, svi izlaze u diskoteku, izađemo u diskoteku. I sad dođe neka lepa, zgodna devojka. I hoće sa mnom da se upozna. I ja sad s njom pričam. Ne mogu ja sad nju, upoznao sam se, ajmo, idemo u kola, idemo kod mene kući. Ja prvo s njom malo popričam. Ne mogu, nisam konj da skačem, razumeš? Ja pitam, i onda ja s njom malo progovorim dve reči, ono ko da pričam sa balvanom, razumeš? Ko da pričam sa drvetom. Ja se distanciram. Pa što se ne smuvaš s njom, viš kako je lepa, zgodna, hoćeš to. Pa čoveče, nisam konj da skačem. I ja sam, onda odem, tad je bila bivša Jugoslavija, ti se toga sećaš, ovde nije bilo koncerata, ja odem u Beč, koncert Duran Duran. Ono blejanje. Koncert Spanda u Baleji. Blejanje, dosadno. Ja prazan. I onda ja s 25 godina, ne znam šta ću, pitam mog oca, rekao, jel živo onaj naš rođak u Crnoj Gori? Ja tamo nikad nisam bio kao odrastao, bio sam. Kaže, jeste, evo, rekao, imaš telefon? Kaže, kakav telefon, zadnja pošta tamo u planini. I ja mu napišem pismo, on se javi kad je bio kod ćerke u poseti, dođi kad hoćeš rođače, ja dođem tamo, sretnem pametne ljude, pobožne ljude, moralne ljude, koji žive 10 puta bolje nego ja, u skromnim uslovima, ali ulažu u duhovne stvari, u duhovno bogatstvo. I tad sam shvatio jednu mnogo važnu stvar, da je bogatstvo količina slobodnog vremena. Oni stalno imaju slobodno vreme i zato zezaju Crnogorce da su lenji. Ne, nisu oni lenji. Oni rade koliko im je minimalno potrebno da bi imali što više slobodnog vremena da mudruju, da oštre um, istorija, junaštvo, ovo, ono, razumiješ? Ja sam se tu odušao, rekao, dakle vam ove informacije. I onda sam ja krenuo da istražujem i vidim da je koren Biblija i religioznost, ali oni su više tradicionalni religiozni. I onda 3 godine nakon toga dođem na jedno predavanje, jedan naučnik drži dokaze da Isus ustao iz groba. Kako može da ustane iz groba, da me zafrkavaš, čoveče? On iznosi istorijske dokaze, arheološke, medicinske, da je Isus pobedio smrt. Ja kao neko ko je pragmatičan, koji se bavi prirodnim naukom, ja sam bio šokiran. I onda sam krenuo da istražujem Bibliju, da vidimo šta je to. Arheologija, geologija, paleontologija, astronomija. To su neverovatni dokazi. To se zove kreacionizam u nauci. Ja sam se onda oduševio. I onda sam počeo da otkrijem jedno, drugo, peto. To nikog ne zanima. Dođi u crkvu, prekrsti se, ovo, ostavi pare, upali sveće, ide kući. Pa čekaj, malo, čoveče. Znači, i onda sam ja otkrio Biblija, kakav je to rudnik blaga. I onda sam krenuo da istražujem to, pa kreacionizam, pa posle zdrav život. Kad sam bio u Americi, studirao sam medicinu, ali tu staru prirodnu medicinu vezanu za higijenu, prevenciju. I tad je to kliknulo kad sam ja dobio, prvi korak je bio Crna Gora, kad sam se sreo s pametnim ljudima. Ja učim visoke škole, ja budala, čoveče. Ja budala. Ovi pametni ljudi, neko nema fakultet. Ja sam tamo ćutao i rekao, Miroljube, ćuti da ne vide kolika si budala. Ja sam glumio kao da nešto znam. Ja sam u njihovom prisustvu bio, znači, glupan, najvećeg ranga. Ja sam samo ćutao, nisam smeo ništa da kažem. Znaš, kakve su to, razumeš, intelektualne gromade. I onda sam polako krenuo da učim. I kako sam počeo da učim, onda sam se malo više uključio u razgovor. Razumeš, kako sam se opismenjavao, čitao knjige, prave knjige iz istorije, iz religije, o zdravlju. I onda sam ja tu polako krenuo da radim i da se razvijem. Ja sam do 25. godine bio teška budala. Isto koji većina danas. Nisam dao ništa o životu. Учествувате војната на просторот на поранешна Југославија. Да. Кај што браќа со браќа се борате се тепат. Вела дека најгнасните, највалкани војни се помеѓу народи и луѓе кои се слични. Бидејќи во тие војни треба да покажат дека се различни. Така беше на просторот на поранешна Југославија, така сега во Украина. Два народи, словенски народи, нели, кои биле слични низ историјата. Сега можеме да дебатираме како е настаната украинската, како е настаната руската нација, но тоа никаде нема, нели, да не односи. Меѓутоа народи кои се блиски секогаш се драматично крволочни едни кон други. Тоа го гледавме Хрватска, го гледавме Босна, гледавме Косово, гледаме сега во Украина. Што ги тера луѓето да се така драматично крволочни? Што ги тера луѓето да се мрзат, да е посеяна такво семе на омраза, знаете, 30.000 загинати на една страна, 30.000 загинати на друга страна, 5 милиони иселени од Украина или 10 милиони, 3 милиони кремот, елитата, интелектуалната елита од Русија иселена, сега е по Анталија, по Цариград, по Истанбул, по Абу Даби, така натаму.
што оно што ги тера луѓето да се тепат, да се борат, да војуваат во 21. век. Jel znaš da su svi ti narodi u 3. odnosno 4. veku pre nove ere ratovali zajedno, kao braća, protiv Rimljana? To su čuveni ilirsko-rimski ratovi. Ali su onda indoktrinacijom i zaglupljivanjem došli do tog stadijuma da međunarodni kriminalci njih huškaju da se kolju između sebe. Ja sam 92. bio dobrovoljac, jer sam bio izmanipulisan, tad ja nisam bio religiozan, nisam znao kako sistem funkcioniše, ja sam bio dobrovoljac, išao da branim svoj narod. Вие значи како доброволец се јавувате. Dobrovoljac sam došao. Ja sam došao u Trebinje, u kasarnu, prijavio se, poslat na prvu liniju fronta, bio sam na prvoj liniji fronta, imao sam tranzistor, stalno sam slušao šta se vesti, šta ovo, ono. I ja gledam šta se radi na prvoj liniji fronta, a slušam na vestima priču o onome što ja gledam, na potpuno drugačiji način. I vidim da se sa mnom manipuliše. Znači, ja vidim šta se radi na prvoj liniji fronta, oni lažu u medijima. Ja kad sam to vidio, ja sam bio skoro 3 meseca, ja kad sam to vidio, ja sam skupio stvari i otišao kući. Vidio sam da je to manipulacija, da neko sa nama manipuliše i da se mi na bojnom polju ne pitamo ništa. Odlučuju velike sile, tako je bilo u 2. svetskom ratu, tako je bilo u 1. svetskom ratu, tako je bilo u ovom ratu. Oni su povukli granice, imaš da se povučeš na te granice, ako nećeš da se povučeš, mi ćemo da te povučemo. Srbi nisu hteli da se povuku na granicu, NATO ih izbombardovao, došli su na 20 km od Banja Luke i tu je NATO stao. I hrvatska vojska je stala. Pa čekaj, Banja Luka je pala, što nisu zauzeli Banja Luku. Naprimer, hrvatska vojska na prvoj liniji fronta sam ja sam bio na Trebinjsko-Durgoškom rastu. Hrvatska vojska je mogla da zauzme Trebinje kad je htela. Oni ne zauzimaju Trebinje. Ja gledam šta je ovo, čoveče. Imaju više vojnika, bolje naoružanje, sve. Ne zauzimaju. Ja sam video da je to neka prevara i neka manipulacija. Plus na tranzistoru slušam. I to će ti reći svaki ko je bio na ratištu, ko malo mozga ima, da je to manipulacija. I oni sad izazivaju nove ratove, evo sad u Rusiji, pa tamo, pa vamo, sad i ovde će da izmisle možda nešto. I to ti je stravična manipulacija. I to ti je ono što piše u Bibliji, kaže da je gad pred Gospodom, onaj koji zameće svađu među braćom. I ti kad pogledaš današnje medije, oni samo pričaju gadne stvari. Znači, pojavi se neka budala kod Albanaca, šta mediji napišu? Albanci napali Srbe. Pojavi se budala kod Makedonaca, Makedonci uradili to, razumiješ? I samo lažu, huškaju i ovo. Pazi, ja prolazim kroz Kosovo koliko puta. Sa Albancima se srećem, pričam, družim. Isto kao po Srbiji. Nemam nikakvih problema. U Makedoniji isto, u Crnoj Gori isto, u Bosni i Hercegovini isto. Evo sad sam bio, kad sam bio na sahrani kod muftije Zukorlića. Sve muslimani. Znaš kakvi divni ljudi. Pogotovo Tutinci. Dobri, Novopazarci su dobri, da mi se ne naljute. Znači, narod svuda je isti, hoće da živi u miru, ali oni medijski huškaju, jer oni žive od toga. Oni uživaju u ljudskoj patnji. I to... Koji? Pa oni koji kontrolišu sve svetske tokove. Вие мислите дека некој седнува и кој контролира сите светски текови, дека постои една таква сила која може тоа да го прави, кажувате она флоскула или парола, народ е стока, дека тоа е првото правило на демократијата. Тако. И секаде, кога ќе се воспостави таа демократија, народот станува стока, тоа е или суштината на ова што кажувате. А стоката најлесно се прави или се манипулира преку средството за масовно манипулирање, медиуми, интернет и така натаму и така натаму. И тогаш веќе, кога вие ќе ги измесите ко тесто, можете да правите од нив што сакате. Гледате сега, кога војната во Русија, спинови, ако Украина не го извези житото или ако Русија не даде природен газ и нафта на Европа, дека цените ќе одат до небо. Тоа е нели она приказна која се кажува. Тука не постои Саудиска Арабија, не постои Венецуела, не постои Катар, не постои Иран, не постои Ирак и така натаму. Само во Русија има нафта и природен газ и само во Украина има жито. И затоа цените сега ќе одат до небо. И кога вие ги слушате мас медиумите, вие добивате таа приказна. И почнувате да се плашите уште во јули кога е 40 степени или во јуни, што ќе правите во ноември или во декември ќе нема струја или ќе нема природен газ или ќе нема бензин, па ќе цените до $100, па ќе до $200 и така натаму. Преку контрола на стравот, тоа што беше со короната, преку контрола на стравот вие најлесно може да манипулирате народ. Бидејќи стравот е алатка која најлесно ви возможува некого да држите под контрола. Тоа историјата го покажува. А ево питање за тебе. Кој има страх? Па тој што не е информиран. Оној
koji Ili je pogrešno informiran. onaj koji nema znanje. Ili, lepše rečeno, onaj koji je glup. I to piše u Bibliji. Idu kao stoka na klanje. Znači, ti ne znaš da voziš biciklu, bojiš se da sedneš na biciklu. Ne znaš da plivaš, bojiš se da uđeš u vodu. Ti kad ne znaš kako sistem funkcioniše, ti se bojiš. A on te navuko da dođeš. Pre 70 godina, oni su ljudima rekli, vodimo vas u radne logore. Ljudi su išli tamo, gde su oni ubijali na najrazličitije načine u konclogorima. Danas su oni napravili od skoro cele planete konclogor, gde ljudi dobrovoljno dolaze da uništavaju sebi život. Pogledaj koji su vodeći uzroci smrti. Broj 1, nezdrava hrana, broj 2, pušenje, broj 3, alkohol. Ovo droga i drugo da ne pričamo. Ova 3 uzroka, nezdrava hrana, pušenje i alkohol, čini 80% smrti u savremenom svetu. Znači, oni su njih doveli u gradove, uče ih u školama da su nastali od majmuna, niko se tu ne buni. Jesi čuo nekog roditelja da se buni? Niko se ne buni. Prodaju im otrov, oni sami sebi oduzimaju život i sada od njih mogu da prave korona, pa si nije urađena nijedna obdukcija kako korona. Ljudi veruju u koronu. Neće biti nafte zato što Rusija, kao da nafta zavisi od Rusije. Jer narod u to veruje? Veruje. Nećemo imati da jedemo zato što Ukrajina ne izvozi žitarice, jer narod u to veruje? Veruje. Ali postoje lavovi, zbog kojih mi pravimo ovu emisiju. To su retki pojedinci koji imaju mozga, koji će kažu, čekaj malo, aha, ovo je istina. Pa kako živejeme pred Rusija da dava i da prodava nafta? Kako živejeme pred Ukrajina da prodava žiton ili? Kako smo živjeli pred prirodan gas da bude Severen tok 1 ili 2? Smo živjeli tako što smo proizveduvali, što smo pravili. I ako smo preživjeli 10, 15, 20 veka, možemo da preživimo i сега. I to kako vi nametna čustvo na strah, ve manipulirat kako sakat. Ali vidi, Vasko, ti nisi stručnjak iz ekonomije, ti nisi završio ekonomski fakultet, nisi akreditovan i licenciran. I ti nisi kompetentan da o tome pričaš. Pošto je stručnjaci, koji samo oni mogu to da pričaju o ekonomiji, ja i ti treba da ćutimo i da klijemo glavom i da vičemo mu, be, kogoveda. Doduše, ja imam završen ekonomski fakultet. Dobro, Ekonomska politika i razvoj. ali nisi profesor na ekonomskom fakultetu u Skoplju, nisi u svetskoj ekonomskom forumu. Ekonomski analitičar od Davos, Nisi, razumeš. Kran Montana i tako. Znači, ako si blizak Ujedinjenim nacijama, onda možeš da pričaš. Da. I oni su uspostavili pravi i narod veruje autoritetima. Na lažni autoriteti. To su lažni autoriteti, ali narod je ispranog mozga, znači narod je stoka, i onda se stoka vodi na klanje. I onda kad oni izginu, posle neko drugi kriv. Gledajte, Petrović, nije pred 4 ili 5 godini ovde, go imаме snimeno prvото интервју. Беше во една друга просторија, имаше мноштво на книги, едно од книгите беше дека Путин припаѓа на масонската ложа во која се Ал-Багдади, на Ал-Каеда и така натаму и така натаму. Тоа беше шокантно едно ваше тврдење. Сам дека нема таа книга, не можев да ја погледам. Вие се уште стоите на тој вас став. Знаете, гледате како се прават одредени митови. Путин е Робин Худ кој се бори против империализмот. Зима пари од богатите и им помага на сиромашните. Човекот веројатно е еден од најбогатите луѓе во светот. Вие го фалите сега Новак Џоковиќ, меѓутоа претходно го критикувавте, бидејќи, како велевте, тој е еден од најбогатите луѓе, а се обидува да глуми Че Гевара, дека потекнува од сиромашните и така натаму. Меѓутоа, кога ќе направите тие митови или антимитови, тогаш е лесно да ги манипулирате луѓето. Како е митот на Путин, например, направен не само во Македонија, тука во Србија, во Бугарија и така натаму, посебно на Балканскиот полуостров, па мислам дека никој немал таква една специфична тежина луѓето да се подготвени, да се скарат со пријатели, да се скарат со блиски роднини, бранејќи го Владимир Путин. Види, u toj knjizi koju sam ti ja pokazao, Da. autor tvrdi da je Vladimir Putin mason. Ja sam ti izneo sliku da vidiš šta on kaže. To što Vladimir Putin se kreće u nekom društvu gde se nalaze masonski simboli, to ne mora znači da je on mason. Ali, očigledno mora sa njima da sarađuje, jer oni se nešto pitaju u ovom svetu. Tako isto prigovaraju Aleksandru Vučiću što se on susreće sa ovim masonima, da je on u ovoj organizaciji, da je on ovde. To što se on sa njima susreće, to je možda diplomatija. Ja ću ti navesti sad pitanje, jedan primer za Putina. Kad je bila ova manipulacija sa koronom koja još uvek traje, Putin je napravio svoju vakcinu, Sputnik V, za koju doktor Alek Račić
ja se slažem sa doktorom Alekom Račićem. Doktor Alek Račić je prvi rekao da je Putin napravio tu vakcinu da bi sačuvao Ruse i ruski narod i ljude koji žive u Rusiji od ovih zapadnjačkih vakcina, Pfizera i tako dalje i tako dalje. Znači, Putin mora da igra igru koju nameće spoljni faktor, ali on ima neki uski prostor gde može da deluje i gde on deluje. Ili, na primjer, Aleksandar Vučić. Vi vidite дека Путин е ограничен во своето делување, нели? On je ograničen. Тоа е ваш став, значи дека ви сметате дека Путин и нема некоја драматична ширина и поле на делување, туку мора да слуша многу помокни сили, структури и така натаму кои стојат позади него. Дека Путин е ограничен во своето делување, тоа е формулацијата која ви употребувате. Што точно подразбирате по тоа Путин е ограничен во своето делување? Види. Од кого е ограничен и во што е ограничен? Vidi, demokratska država, glavna osobina demokratske države, da ona može da funkcioniše samo ako pozajemlje novac. Znači, Putin ne može da isplaćuje penzije, ne može da isplaćuje plate, znači, zdravstvenim radnicima, prosvetnim radnicima, policiji, vojsci, on ne može ako ne pozajemlje pare. On može od poreza i od državnih dažbina da prikupi možda 20, 30, 50% novca, a ne može više. I on mora da pozajmljuje novac. Od koga? Od JP Morgana i drugih bankara, koji vode svetske finansijske tokove. A oni vode igru, oni postavljaju pravila igre. I sada, Putin je na jedan način ucenjen. On mora tu da prihvata određene stvari, da bude deo sveta, da ovo, da ono, on mora da igra igru. To je tango. To je tango. Kaj što nešto davate, nešto zimate. Jer ako on to ne bi radio, prošao bi, kao što je prošao predsjednik Tanzanije, predsjednik Haitija i predsjednik Burgundija. Kad je krenula priča sa koronom, ova trojica predsjednika su rekli, kakav bre korona, šta pričate bre? Marš iz države. Oni su proterali predsjednike Svetske zdravstvene organizacije. Šta im se desilo? Dvojica od njih, predsjednik Tanzanije i Burgundija, su umrli od srca. Isto ko muftija Zukorlić i bivši gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, umrli od srca odjedanput, a protiv ovog trećeg su napravili državni udar. Oni mogu da te likvidiraju ovako, isto ko Miloševića Slobodana. I ne samo da te ubiju, nego da izvrše državni udar, nego da zabrane tvojoj porodici da više nikad ne mogu da se vrate u Srbiju. I ovo vam je upozorenje, da ne prođete ko Slobodan Milošević, što je prošao. Njegov sin ne može se vratiti u zemlju. Nije njegov sin. Marka Milošević, njegov. Znači, i ti sad tu moraš da igraš. I sad šta ti tu možeš da igraš? Igraš igru. Razumeš? Tako isto igra Aleksandar Vučić. Razumeš? Ne može Vučić da izađe da kaže nema korone, šta pričate gluposti ovo. Korona, da, ovo, ono, ali na televiziji s nacionalnom frekvencijom pusti doktora Nestorovića, pa pusti doktora Aleka Račića, pa pusti doktorku Jovanu Stojković, pa pusti doktora Miroljuba Petrovića. Ne puno vremena, ali dobijemo malo prostora da mi krenemo, da mi pričamo našu priču, koja je suprotna ovoj lažnoj priči, a kap istine je jača od okeana laži. I mi smo na osnovu toga imali da je Srbija, na osnovu istraživanja francuskih lekara i francuskih novinara, prva zemlja u svetu po broju ljudi koji neće da se vakcinišu. Prva je bila Srbija. Dobro, to го сметате како победа или како пораз? Победа. Гледате, и во Русија има ист голем процент на луѓе кои не сака да се вакцинират. Tako je. Zašto? Zbog Putinove igre. Да, и многу ми вела дека целата таа теорија или целата таа стратегија да се ништи све што е современо или да се омаловажува све што е современо или да се прикажува дека тоа е империализам или дека нешто е наметнато, кој Русија го стимулираше преку руските фабрики на тролови, ботови, Ленинград, Сан Петербург и така натаму, на крај им се врати на самите руси. Русите не веруваат во вакцини. Русите не веруваат во корони. Русите не веруваат во светскиот пород и така натаму. Од една целата таа стратегија кој 30 години се обидуваше Русија да ја приклучи кон Европа, онаа голема теорија Европа од Атлантикот до Владивосток, кај што има возможност на русите со помош на природен газ и на нафта да комуницираат со Европа, одеднаш се сврти во едно салто мортале кај што русите со помош на нафтата и на природен газ ја уценува во Европа. И сега е некоја расчистување, раскусурување на сметките на Западот и нисо кај што Русија ја турка да биде помал брат на Кина. Како вие гледате на тие работи, бидејќи ме интересира тука во Србија има сосем алтернативни начини на размислување и сакам да презентирам дел од тие начини на размислување пред македонската публика. Ja mislim da
Kina je zemlja koja... Верувате ли дека Кина може да биде суперсила? Тоа е оно прво што сакам да ве прашам. Po meni je Kina zemlja u kojoj se nalazi veliki deo američke industrije i koja je pod utjecajem Amerike. A to što oni javno prikazuju da Kina i Amerika se nešto prepucavaju, ja u te njihove priče ništa ne verujem. Ja u nijedan medijski, pazi, oni kontrolišu sve medije. I sve što oni napišu tim mainstream medijima, ja ne verujem ništa. Znači, ništa ne verujem. Ni te njihove sukobe. Pazi, kad je bila priča sa koronom, nijedna država uticajna se nije tome suprotstavila. Šta to znači? To znači da su sve pod jednom kapom. Sve su... Jer se danas neko buni što skače cena nafte. Niko se ne buni, nijedna uticajna država. Pa to je izmišljena priča. Kakve veze ima rat u Ukrajini sa poskupljenjem nafte? Pa nije Rusija, ne stavljava Rusija naftom ceo svet. Pa Rusija je na 8. na 9. mesto po prirodan gas. Pa jasno, to ono je potpuno nebitno. Ali oni mogu da evo ti, kolika je cena drva sad u Makedoniji? Otišla u nebesa. Така е. A Makedonija ima drva na sve strane, čovječe. Kako može da skače cena drva u Makedoniji? Ja razumijem da skače cena drva u Izraelu koji je pustinja gde nema šume. Pa moraju da uvoze drvo. Kako može da skače cena drva u Makedoniji? Aj mi objasni. Ali dođe od ozgo gazda i kaže ovima koji vode državu, znači to i to, pravimo svetski koncentracioni logor. Šta, ne sviđa vam se? Gle koliki je red koji mogu da stanu iza vas, umesto vas. Петрович, јас, например, сум снимал во Женева во ОПЕК и тога сватив како функционира тој свет. Бидејќи ОПЕК во суштината е картел, а картел е организација на мокни играчи кои диктират правила на однесување цени и така натаму и така натаму. Правила на однесување во однос на нафта и нафтени деривати. И тамо Русија не само што не е број 1, туку не е ни број 2, не е ни број 3. Сосема други играчи ги определуваат правилата на однесување. И на тие играчи всушност им одговара војната во Украина. Бидејќи едните, другите, третите печелат многу пари. 850 до 900 милиони долари е цената која русите ја плаќаат секој ден за војната во Украина. Веројатно некоја слична цена плаќаат и украинците. Не говорам за цена во жртви, бидејќи еден човек е многу поскап од 1 милиарда долари потрошено оружје или потрошени ракети, и таа војна многу чини. И полека таа војна се претвара во некој руски Виетнам, немам некоја друга формулација, кај што американците веројатно ја оствариле својата стратегија и како велат, санкциите ќе дадат резултат за 2, 3 или 4 години. Тие точно знаат кога санкциите, вие ги спомнате JP Morgan и така натаму големите играчи, те точно знаат кога санкциите ќе ги дадат своите резултати. Што значи дека тоа е еден режиран спектакл кој ни се случува пред наши очи. Како вие ќе го дефинирате? Тоа е трета светска војна. Не е ли трета светска војна? Вие говорите за нов 7-годишен циклус, тоа е една ваша формулација. Што подразбирате по тоа? Види, nije pozadina novac. Može da se pozajmi Rusija koliko god hoće. To je novac bez pokrića. Štampat. Ma ne štampa se, to je sad elektronski. Štampani novac izlazi iz upotrebe. Uskoro neće uopšte biti štampano novca. Bitcoinite se prva žrtva... Biće kartice, elektronsko plaćanje. Keš neće bude ništa. Šta je Bitcoin i te kriptovalutu? Isto manipulacija i prevara. Pozadina nije novac. Novac je samo sredstvo za manipulaciju. Ljudi koji vode svetske tokove, nije njima do novca. Oni imaju novca u neograničenim količinama, oni mogu da sednu za kompjuter i da upišu na svoje račune cifre koje hoće. To su sve privatne banke. Te privatne banke kontrolišu država, ne kontroliše država privatne banke. Pa ne kontroliše država federalne rezerve, nego federalne rezerve kontrolišu američku državu. Кажува дека некаде повеќе од 50-60% е руски капитал или на руси кои имат емигрирано од царска Русија некаде пред 100 години кои се населени во Америка. Nema tu više rusko, francusko, nemačko, to rade ekipa, ali da bismo mi razumeli pozadinu, mi moramo da razumemo teologiju. Znači, ljudi koji ovo režiraju danas u svetu, oni uživaju u ljudskoj patnji. Ti vidiš da se prodaje nezdrava hrana, duvan, alkohol, droga, prostitucija. Pazi, 3 najprodavanija artikla na svetu. To su droga, oružje i prodaja ljudi, prostitucija. To su 3 najveća biznisa. Oni uživaju u ljudskoj patnji. Oni sedu u svojim foteljama i gledaju kako se ljudi ubijaju u Rusiji, kako se ubijaju u Bosni, kako se ubijaju na Kosovu, kako se ubijaju u Krajini. Oni uživaju u ljudskoj patnji i prolivanju ljudske krvi. To su satanisti. E sad, da bi ti razumeo tu psihologiju, samo uzmeš udžbenik
koji su koristili nekada policajci, više ne koriste na policijskih akademija, zove se socijalna patologija, bolest društva. Kada neko nekoga ubije s 35-36 udaraca nožem, to je uradio ili narkoman, ili prostitutka, ili homoseksualac. Nema treće. Mi znamo da ovih sveto vlada gej lobby. Znači, ljudi koji vode svetske tokove, oni uživaju u prolivanju krvi, oni uživaju u prodaji droge, oni uživaju u prodaju alkohola, duvana, oni kontrolišu medije gde su postavili svoje ljude da samo pričaju najgadnije stvari. Ako se pojavi neki Makedonac da počne neko krivično delo, Makedonci počinili, razumiješ? Neki Albanac, razumiješ? Albanci ovo, Srbin, Srbi ovo. I tako etiketiraju i samo huškaju. Tako da se planeta Zemlja pretvorila kao na jednu fudbalsku utakmicu, gde imaš pripadnike istog naroda, na primjer u Srbiji imaš Zvezda i Partizan, koji oči vade jedni drugima, razumeš, kao najveći neprijatelj. U Hrvatskoj imaš Dinamo i Hajduk, ne znam da li u Makedoniji toga verovatno da ima. Tako da oni uživaju u ljudskoj patnji, ali to ne može da se razume bez teologije. Onaj koji nije čitao Bibliju, on to ne razume. Isus kaže, vladar ovoga sveta je Sotona. Znači, ti ljudi koji kontrolišu svetske tokove, ti perverznjaci, dileri droge, koljači, napuni kadu sa krvi i kupa se u kadi sa krvi. Dovedu neku bolesnu ženu i napravljaju odeću od mesa i onda je obukuju u meso. Onda kad imaju te skupove, ti bolesnici, to imaš u Makedoniji, to imaš u Srbiji, dovedu manekenku, ona legne na sto i oni na njeno golo telo stave hranu i tako se poslužuju. Znači, to su bolesni umovi koji kontrolišu svetske tokove i oni uživaju u ljudskoj patnji. To su satanisti. Nije njima problem novac. Oni imaju novac elektronski koliko hoćeš. I oni nama spremaju, to se zove satanska žurka, da nam se krvi napiju. I bit će krvi do kolena. Zašto? Jer ljudi idu na klanje. Trče u gradove, zavise od struje, od vode, od plate, od prodavnice. Neće onda živi u prirodi ko Skenderbeg. Da se osposobi za život u prirodi, da uživa u slobodi. To njega on uživa da bude rob. Na zapadu, znaš ko je bogat? Ko ima veliki kreditni skor. Što se više zadužiš, ti si veći baja na zapadu. Što si veći rob, bravo majstore. Čim ti otplatiš sve kredite, tebi je kreditni skor mali. Kaže ovo neka budala. Tako da ti ako hoćeš da budeš neko u ovome svetu, ti moraš da si budala i onda te mediji promovišu. Jer satanisti koji uživaju u ljudskoj patnji, oni sve to vode i sve to kontrolišu. To je pozadina. I dobro, kada odi ovaj svet, gledate, narkomanije, prostitucija, pedofilija i така натаму и така натаму. Ви имате една формулација под мач бато. Кога би можеле, кој би бил прв под мач, што би го ставиле? Vidi, u Bibliji piše da će Bog da napravi red na zemlji. A kad bude napravio red na zemlji, onda će da uvede zakone koji su zapisani u Bibliji. U biblijska vremena ti nisi imao inekciju da uspavljuješ tamo nekog silovatelja. Nisi imao pušku pa da ga izvedeš pred streljački vod pa da ga upucaš. Nego si imao sablju, mač. I on je, smrtna kazna na njime izvršena mačem ili je bio kamenovan. To su bile dve glavne, bilo i da ga obese, ali uglavnom zato kaže, ko počini to i to, ide pod mač. I to piše u Bibliji. Ja sam samo, što kažem, ja sam plagijator Božih reči, ja samo citiram šta pišu. Tako da će Bog da napravi red na planeti Zemlji. To piše. Со помош на мач. Uz pomoć reda, zakona. Da će to da bude mač, da će sad da bude hekler, da će da bude, razumeš, to je tehničko pitanje. Петрич, дали овие луѓе се помокни од Бог? Ако велите тие луѓе владеат со светот и употребуваат една формулација, не само вие, туку сите, вас ве нарекуваат нели теоретичари на завери, Тако нас зову сатанисти. Да, така ве нарекуваат. Тако нас сатанисти зову. И оние ваши тези дека 500 милиони луѓе треба да останат да живеат на светот и така натаму. Nisam ja rekao, to su oni napisali. U Đorđiji imaš 10 zapovesti novog svetskog poretka gde su oni napisali da hoće da drže čovečanstvo na 500 miliona. Ja sam samo njih citirao, nisam to ja rekao. Ова беше интервјуто со Мирољуб Петровиќ, првиот дел од интервјуто со Петровиќ. Траеше 60 минути, бе кажени многу работи. Во недела во 22 часот, втори дел на интервјуто со Мирољуб Петровиќ, исто, ако не и подобро од ова интервју. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си?